Вести на Канал 8, добродојдовте. Општина Кочани ќе инвестира над 23.000 евра за изградба на ново јавно осветлување на 3 улици во централното градско подрачје. Средствата се обезбедени од сопствениот буџет, а реализацијата на инвестицијата ќе биде паралелно со изградбата и реконструкцијата на новите сообраќајни ленти. Во рамки на програмата за изградба на комуналната инфраструктура и подобрување на јавното осветлување, локалната самоуправа на Кочани ќе инвестира средства од сопствениот буџет во висина од 1.450.000 денари. Според јавниот повик за избор на изведувач на работите, чиј рок е веќе завршен, предвидено е да се изгради ново осветлување на улиците Димитар Влахов и Стево Теодосиевски, како и на сервисната улица за стамбената единица број 1. Сите три се наоѓаат во централното градско подрачје. Вложувањето во оваа инфраструктура се прави паралелно со реконструкцијата и изградбата на коловозите на сообраќајниците. Според техничката спецификација во тендерската постапка, предвидено е градежните работи да се изведуваат во должина од 720 метри, при што ќе се постави доводен електричен кабел и ќе се инсталираат 24 електрични столбови со соодветна светлост на арматура и придружна опрема. Рокот за реализација на работите е во период од 12 месеци по подпишувањето на договорот со избраниот изведувач. Комуналното предпријатие Водовод ја почнува постапката за изградба на препумпна станица на улицата 14-та Македонска бригада. Со изработката на документацијата ќе може да се добие градежна дозвола и да почнат активностите на терен. Во тек се подготвителни активности за изградба на нова препумпна станица за вода за пиење за потребите на градскиот водовод во Кочани. Станицата ќе биде лоцирана на улицата 14-та бригада, а за нејзината изградба и опремување планирано е да се потрошат над 1.200.000 денари. Средствата се обезбедени од Министерството за животна средина и просторно планирање, а мал дел се и од сопствената буџетска сметка на предпријатието. Препумпната станица на улицата 14-та бригада ќе биде лоцирана на висинска кота од 385 метри. Се планира со изградбата на овој објект да се обезбеди нормализирање на водоснабдувањето за наредните 20 години на околу 5700 жители од високата зона во Кочани, како и за селото Бели. Новиот објект треба да помогне во испумпувањето на вода со капацитет до 50 литри во секунда. Рокот за завршување на изградбата е определен на 1,5 месец од подпишувањето на договорот со изведувачот. Покрај оваа планирана е изградба на уште една препумпна станица за вода за пиење. Таа ќе биде лоцирана во населбата Трајаново Трло, а подготвителните активности за нејзина изградба се уште на почеток. На 3 недели пред почетокот на новата учебна година, новиот бран на коронавирусот повторно внесе многу дилеми. Дали наставата ќе почне со физичко присуство или не? Од Министерството за образование и наука истакнуваат 3 можни сценарија, а кое ќе биде прифатено зависи од епидемиолошката состојба. Досега околу 60% од наставниот кадар низ училиштата во државата е вакциниран. Од 70 до 90% се движи бројката на вакцинирани наставници во училиштата во Кочани, информираа за Канал 8 директорите на училишните установи. Останатите кои не се вакцинирани досега, причината е поради тоа што скоро го прележале вирусот и за вакцина треба да почекаат извесен период, велат директорите. Ако рестриктивните мерки го ограничуваат присуството на невакцинираните граѓани во објекти и на настани, се чини дека нема да биде можно новата учебна година од 1 септември да почне нормално со физичко присуство, имајќи предвид дека 40% од наставниците не се имунизирани. Од Министерството за образование и наука вела дека имаат 3 сценарија за наставата во зависност од епидемиолошката состојба, а во нив не е наведен проблемот со наставниците што досега не се вакцинирале или пак одбиваат да го сторат тоа. Првото сценарио е целосно отворање на училиштата и сите ученици да бидат во клупите, согласно сите усвоени протоколи. Второто сценарио предвидува наставата да биде како и во учебната 2020-2021 година, која што се покажа како успешна и ефективна. Дел од учениците да посетуваат настава со физичко присуство, а дел да реализираат онлайн настава. И третото сценарио предвидува ротирање на учениците на една недела со физичко присуство во училиштата,
за да нема нивно целосно затворање. Кој од трите сценарија ќе се применува ќе зависи од епидемиолошката состојба, зашто одлука ќе донесе Комисијата за заштита од заразни болести, одговорија од Министерството за образование и наука и додаваат дека планот за настава и за протоколите е доставен до сите училишта. За почетокот на новата учебна година владее голем интерес како меѓу наставниците и учениците, така и меѓу родителите. И тие изразуваат загриженост поради секојдневниот пораст на бројот на заразени во земјава и уште повеќе затоа што новиот делта сој на коронавирусот според научните согледувања поволен амбиент за свое ширење наоѓа токму кај помладите, а помладите потоа болеста ја шират во семејствата кај постарите. Министерството за образование и наука неколку пати досега апелира до наставниците и сите придружни и помошни кадри да се пријават за вакцина, за да се зголеми процентот на имунизирани што работат во училиштата, бидејќи само на овој начин, преку грижата личното здравје, ќе се даде придонес кон заштита на јавното здравје и истовремено ќе се возможи непречена и квалитетна реализација на воспитно-образовниот процес, потенцираат од Министерството за образование. Над 10 милиони евра како субвенции добија дел од сточарите во државата со исплатата што ја направи платежната агенција. Во наредниот период ќе се исплаќаат и субвенциите за засејани површини со сертифицирано семе, како и за презимени пчелни семејства. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на над 11.780 субјекти исплатила повеќе од 617 милиони денари на име субвенции. Се работи за исплата на субвенции на фармерите кои имаат обележени грла говеда, кози, а пари на сметките добили и сточарите кои задржале женско јагне. Од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството информираат дека со оваа исплата префрлени се и средства за 206 тутунопроизводители, кои во изминатиот период ги подмириле долговите за вода и пашарина. На сметките на тутунопроизводителите исплатени се 11,5 милиони денари за произведен и предаден тутун од минатогодишната реколта. Во наредните денови се очекува да се исплатат и субвенциите за засејани површини со сертифициран семенски материјал, а потоа ќе следува и исплатата на сите кои ги исполнили условите за добивање финансиска поддршка за мерката 2.17 директни плаќања за регистрирано презимено пчелно семејство. Во текот на наредната недела ќе продолжи обработката на барањата за произведено и предадено млеко, пошто сите што ги исполнили условите ќе им биде исплатена финансиската поддршка, информираат од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството. Детската установа Павлина Велјанова преку проект на Еразмус Плюс програмата го подобрува воспитно-образовниот процес во градинката. Работилниците се одржуваат заеднички со проектните партнери од Хрватска, Бугарија и Турција. Детската градинка Павлина Велјанова со партнерите од Хрватска, Бугарија и Турција во рамки на проектот Стеам училница во предучилишното образование за подобрување на воспитно-образовниот процес во своите средини на Еразмус Плюс програмата одржа две работилници, едната во Македонија, другата во Турција. Целта е размена на искуства и идеи со цел подобрување на квалитетот на процесот на образование на проектните партнери, а планирана е меѓународна работилница и во Република Хрватска. Главната цел на проектот е да се разменат искуства од различните социоекономски организации и градинки и да се подобри квалитетот на процесот на образование во 4 општини од Хрватска, Северна Македонија, Бугарија и Турција. Концептот на Стеам училница се состои од два главни дела. Градинките ќе обезбедат работен простор со дизајнирани опреми и алатки соодветни за возраста на децата во градинките. Опфатени ќе бидат теми од основа на науката, обновливи енергии, енергетска ефикасност и екологија и уметност и образовен дел каде методите ќе се базираат на истражување, учење преку работа соодветна на возраста на децата во градинките, истакна директорката на детската градинка Павлина Велјанова, Едита Миткова. Во проектот како партнери се јавуваат Македонското геотермално здружение МАГА, детската градинка Павлина Велјанова и локалната акциона група од Кочани од Македонија, како и детската градинка Еделвајс Велинград, здружение Центар за одржливост и економски развој Пазарчик Бугарија и детски градинки од Кушадаси, Република Турција и здружението Кушадаси. Проектот е финансиран од ЕУ програми и Националната агенција за мобилност.
Надоместокот за попреченост од наредната година ќе се покачи за 15%. Со измените на Законот за социјална заштита се зголеми достапноста на правото за користење на личната асистенција, односно се намали возрастната граница за лични асистенти од 18 на 6 години, информираат од Министерството за труд и социјална политика. Министерството за труд и социјална политика интензивно работи на унапредување на инклузијата на лицата со попреченост. Од Министерството истакнуваат дека ќе се зголеми надоместокот за попреченост. Предвидено е покачување на износот за најмалку 15%. Поради пандемијата со COVID-19, неговата реализација беше пролонгирана за наредната година. За потребата на поголема инклузија и вработување на лицата со попреченост, во тек е проект за унапредување на пристапот на лицата со попреченост на отворениот пазар на трудот, за што се разгледуваат искуства од другите земји, а веќе е отворена и јавна расправа за сите засегнати страни. Со измените на Законот за социјална заштита се зголеми достапноста на правото за користење на личната асистенција, односно се намали возрастната граница за лични асистенти од 18 на 6 години. За спроведување на оваа измена, само за оваа година, обезбедени се средства за 200 дополнителни асистенти, а доколку има потреба од повеќе асистенти, нема пречки да се зголеми и оваа бројка, велат од Министерството. Во делот на зголемување на инклузијата и независноста на лицата со попреченост, Министерството за труд и социјална политика, заедно со Националниот сојуз на слепи лица и UNDP, неодамна го пуштија во употреба и аудио читачот апликација за лица со оштетен вид, која возможува олеснат пристап до информации, независност во движењето и завршувањето на секојдневните обврски. Почитувани, тоа беа содржините што ги подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.